Изборните нерегуларности за кои со денови информира опозицијата ќе почекаат до утре допладне, за тогаш обвинителството закажало пресконференција. Вака оттаму ни одговорија на прашањата на Алфа дали покренале постапки по допрен глас за низата неправилности на денот на референдумското изјаснување, за кои информираше и партијата ВМРО ДПМН, но и граѓани споделуваа сведоштва по социјалните мрежи. Комисијата на основното јавно обвинителство за изборни нерегуларности ги сумира податоците за сите активности во врска со следењето на евентуалните противправности поврзани со извршување на кривичните дела од глава 16, кривични дела против изборите и гласањето од кривичниот законник и други кривични дела при организирањето и спроведувањето на референдумот. Инаку на денот на референдумот опозицијата обвини за притисок по телефон да се излезе на гласање, како и многу сомнежи за полнење гласачки кутии со цел лажирање на цензусот, па така во некои општини на секои 10 секунди гласал по еден гласач. Изборниот криминал на референдумот мора да се истражи, расчисти, да следуваат пропишани затворски казни. Пораката до организаторите и извршителите мора да е јасна. Не сме да има изборни кражби, уцени, подкуп, кол-центри. Тоа со Љубомир Јовевски како републички јавен обвинител е невозможно. Воедно, мора да биде формирана анкетна комисија во собранието, за да се расчистат налогодавачите на изборниот криминал. Ако тоа не се случи, ако не се расчисти со извршителите и нарачателите на криминалните избори, тие повторно ќе се случуваат. Тоа не се европски вредности, тоа не се вредности кон кои треба да цели Република Македонија, тоа може би се европски вредности само во главата на Зоран Заев. Опозицијата е убедена дека основното јавно обвинителство работи под политички притисок на власта и од партијата поднесоа и кривични пријави за дела против изборите, за кои јавното обвинителство треба само по службена должност да отвори истрага, но тоа досега не се случило.